на Канал 8, добро дојдовте. Брзо се полни капацитетот на модуларната ковид болница во Кочани. Во моментот се сместени 15 на пациенти, а дневно на преглед се јавуваат по околу 200 лица со симптоми на COVID-19. 2 дена по ставањето во функција, модуларната ковид болница во Кочани има зголемен број пациенти. Половина од нејзиниот капацитет е веќе исполнет. Просечно дневно по околу 200 лица со симптоми на COVID-19 бараат медицинска помош. Поради тоа, од општа болница со проширена дејност побарале сите лекари кои се наоѓаат на специализација да се вратат на работа. Директорот на болницата Александар Серафимов информираше дека во моментот во модуларната ковид болница се хоспитализирани 15 лица, од кои 6 мина на кислородна поддршка, а едно лице на 81 годишна возраст починало. Поголем број од лекарите специјализанти позитивно одговорили на повикот да помогнат во оваа ситуација која има наплив на пациенти, така што сите згрижени во болницата ја добиваат неопходната медицинска помош. Нашите пациенти што доаѓаат со ковид позитивни во телефонска комуникација со Штивската клиничка болница, инфективното одделение, и они ни упатуваат кој пациент може да остане у Кочани, кој пациент ќе го земат Уштип и кој пациент ќе оде понатаму клиники у Скопје. Серафимов додаде дека болничките одделенија на кои претходно беа сместени пациентите сега се ослободени, така што ќе можат да се користат за нивната приоритетна намена, со што се покажало дека изградбата на новиот објект е сосема оправдана. Општа болница е подготвена да одговори на новиот бран од заразата, а најавено е и ново вработување на медицински и технички персонал, што ќе се реализира во наредниот период. Во Центарот за јавно здравје во Кочани и во општата болница дневно се земаат по околу 100 брисеви за тестирање, при што освен од Кочани има и граѓани од соседните општини во регионот. Од болницата упатија апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и спречување на ширењето на заразата, со што ќе овозможат функционирање на јавниот здравствен систем. Една од мерките за заштита од ширењето на вирусот COVID-19 е и дезинфекцијата на јавните површини и влезовите во колективните згради. Во акцијата се вклучени и екипи од противпожарната единица од Кочани. Спроведувајќи ги заклучоците од последната седница на Општинскиот кризен штаб за засилена дезинфекција на објектите за колективно домување, Територијалната противпожарна единица од Кочани врши дезинфекција на сите згради во централното градско подрачје. Исто така се дезинфицираат и атомските згради, како и објектите кај автобуската станица. Со акцијата за дезинфекција се опфатени не само влезовите и лифтовите, туку и скалите до најгорните катови. Според планот, дезинфицирањето на зградите ќе продолжи во наредниот период, а Кочанската противпожарна единица е подготвена да се вклучи и во поголемите производствени капацитети, за што ќе се чека на повик од нивните сопственици. Командирот на Кочанските пожарникари Благој Паунов апелираше до граѓаните дека во овој период е неопходно одговорното однесување на секој поединец, особено во одржувањето на хигиената на јавните објекти и на просториите каде што има зголемено присуство на граѓани. Секојдневно миење на улиците и на местата каде што се одлага комуналниот отпад врши и комуналното претпријатие Водовод. Целта е да се подобри јавната чистота и да се придонесе во намалувањето на ширењето на заразата. Приватните стоматолози бараат директна финансиска помош од владата и ослободување од плаќање на доместоци кон државата преку петиот пакет мерки. Во спротивно, ќе бидат принудени да стават клуч на врата на ординациите. Меѓу другото, од Стоматолошката комора на Македонија издејствуваа стоматолозите да бидат меѓу првите лекари кои ќе ја примат вакцината против COVID-19. 3 месеци беа сосема затворени, а работеа само итните случаи. Приватните стоматолози и вработените стоматолошки техничари се едни од најпогодените во државата со здравствената криза со COVID-19. Заштитните материјали со кои мора да бидат опремени стоматолозите се неколкукратно поскапени, зашто остро реагираа стоматолозите и побараа помош од државата. Од Стоматолошката комора на Македонија велат дека се надеваат да бидат ставени во помош во следниот пакет мерки на владата. Морам да напоменам дека сите стоматолози се соочуваат со сериозни проблеми, бидејќи заштитните материјали со кои што мора да бидеме опремени се неколкократно зголемени. За ова, како Стоматолошка комора, побарахме и помош од државата.
Во тек се преговори, имаме ветување дека во петиот пакет на мерки ќе влезат и стоматолозите, па се надеваме дека на некој начин државата ќе излезе во пресет на стоматолозите. Инаку, како што знаете, кога почна пандемијата, 3 месеци беа затворени ординациите, работеа само дежурни екипи. Се справуваме на начин како што се справуваат и сите, меѓутоа повторно ќе кажам дека е тешко бидејќи целокупните трошкови се зголемени, ризикот од зараза е се уште актуелен. Стоматолозите ги почитуваат мерките и препораките за заштита од COVID-19, препорачани од Комисијата за здравство и Министерството за здравство, со тоа што најпрво пациентите закажуваат на телефон, па доаѓаат во ординациите. Но и покрај се, тие се изложени на најголем ризик од заразата, бидејќи директно се во уста на пациентите. Затоа издействуваат да бидат и меѓу првите кои што ќе бидат вакцинирани со вакцината против COVID-19. Стоматолошката комора на Македонија изврши огромен притисок врз Министерството за здравство, кој за наша среќа вроди со плод и веќе од понеделник, оваа недела, се вакцинираат стоматолозите од цела Република Македонија. Колегите од Кочани беа, голем број од нив се вакцинираа вчера во средата, така да успеавме како комора да издействуваме, бидејќи сме на прва борбена линија со пациентите со COVID, ние сме максимално изложени и највеќе изложени од сите. Не сакам да навредам некој здравствен работник, меѓутоа од останатите ние сме директно во уста присутни кај пациентите изложени на овој риск, така да ова е голем успех за стоматолошката комора која што успеа да овозможи вакцините Спутник В што пристигна минатата недела да бидат наменети за вакцинирање на стоматолозите. Во оваа прилика сакам да напоменам дека не само приватните здравствени установи, туку се вакцинираат и колегите од јавните здравствени установи и колегите кои што вршат настава, кои се вклучени во наставниот кадар, а не работат во своји ординации во средните медицински училишта. И имаме ветување од страна на министерот дека кога ќе дојде новата пратка на вакцини, ќе бидат вакцинирани и самите тимови, бидејќи во оваа фаза се вакцинираат само докторите, во наредната фаза ќе бидат вакцинирани и сестрите како дел од стоматолошките тимови. Од Сдруженијето на приватни стоматолошки установи велат дека околу 1000 тимови се засегнати од ковид кризата и не биле во можност да ги покријат основните трошоци и да исплатат плати. Поради рестриктивните мерки и посебните услови и протоколи за работа кои им се наложени на приватните здравствени стоматолошки установи, преполовената фреквенција на посети и интервенции на пациенти, како и потребата од дополнителни и непредвидени финансиски трошоци по однос на обезбедување на дополнителна надстандардна и редовна заштитна опрема, која поради ковид кризата повеќекратно се зголеми, стоматолошките ординации како микроправни субјекти претрпеле огромни финансиски загуби и се доведени на раб на екзистенција. Затоа се надеваат на помошта од државата и опфаќање со петиот пакет мерки на владата. Лице од Кочани заработи казна од 2000 евра заради фалсификување тест за COVID-19 со кој сакал да излезе од државата. Прекршувањето на законските прописи било откриено на Скопскиот аеродром. Основното јавно обвинителство од Скопје поднело предлог за издавање казнен налог против 46 годишен жител на Кочани затоа што сторил кривично дело фалсификување исправа. На 14 март на граничниот премин на меѓународниот аеродром Скопје обвинетиот се обидел да излезе од државата. При тоа употребил лажна потврда за негативен ПСР тест на коронавирус. Иако лицето воопшто не се тестирало и било свесно дека не поседува валиден сертификат од наведена лабораторија, тоа ја употребило лажната исправа како вистинска. Надлежниот јавен обвинител предложил на Основниот кривичен суд за обвинетиот да изрече парична казна од 100 дневни глоби, при што висината на една глоба да биде определена на 20 евра во денарска противвредност. Од Министерството за внатрешни работи информираат и дека надворешната канцеларија за криминалистички работи од Свети Николе поднела кривична пријава против 25-годишниот МИ и 18-годишниот СМ и двајцата од село Тракање Кочанско, како и против малолетникот Штип, затоа што на 11 март околу 22 часот и 20 минути на регионалниот пат Свети Николе Штип, додека се движеле со возило, биле пресретнати и контролирани од полициски службеници од одделението за внатрешни работи во Свети Николе.
При тоа, лицата не поседувале дозвола за движење за време на полициски час, спротивно на мерката што е донесена од страна на владата, со која се забранува движење на населението и на возилата од јавен превоз во временскиот период од 22 до 5 часот наутро. Со положување цвеќе, рецитали за патроните и со доделување награди на најдобрите ученици од литературните конкурси, одбележани патроните празници на училиштата Раде Кратовче и Љупчо Сантов. Скромно со почитување на мерките за заштита од COVID-19 им беше одаден почит на правоборците од Народно-ослободителната војна. Со читање рецитали и доделување награди на најдобрите ученици од литературните конкурси и со положување цвеќе, скромно беа одбележани патроните празници на училиштата Раде Кратовче и Љупчо Сантов. Во дворот на основното училиште Раде Кратовче беа прочитани најдобрите ученици кои твореа на распишаниот литературен конкурс и пред присутните ги прочитаа своите творби на тема за патронот Кратовче. Директорот на училишната установа ги поздрави присутните и им го честита патрониот празник со надеж дека до година би одбележале во нормални услови со свечена академија како што беше досега. Денеска се навршуваат 77 години од смртта на нашиот патрон Раде Михајлов Кратовче. Инаку едно мало подсетување, на 23. 1944 година во Осоговските планини, во атарот на селото Главовица, загинува Раде Михајлов Кратовче. Значи го дава својот живот за својата татковина. Инаку, поради актуелната состојба со пандемијата, сите планирани традиционални активности ќе бидат одложени за воиднина, кога состојбата нормално ќе се подобри. Затоа, ова година решаваме на најскромен начин да му одадеме почит на најсиот патрон, односно нашето училиште организираше еден интерен литературен конкурс за учениците од нашето училиште, на кој се пријавија повеќе ученици, зедоа учество и комисијата ги разгледа творбите и оцени дека треба да додели посебно награди на оделенска настава и посебно на предметна настава. Имаме 6 наградени ученици, по тројца од оделенска и предметна настава. На тој начин го одбележуваме нашиот патрон празник, привидејќи условите се посебни. Со настап на дел од оркестарот на училиштето со рецитали за патронот, празникот скромно поради пандемијата беше одбележан и во Средното општинско училиште Љупчо Сантов. И тука беа наградени најдобрите ученици кои твореа за патронот на распишаните конкурси, а присутните ги поздрави директорот на училиштето. Денеска 23 март 2021 година се навршуваат 77 години од погибијата на Љупчо Сантов Кочани, кој што е наш патронен празник. Тогаш Кочани било завоено во црно и се борело со најжестоката до тогаш Втора светска војна. Денеска по 77 години, иако Љупчо Сантов Кочани се бореше за слобода, по 77 години повторно се наоѓаме во една, можеби не воена, туку латентна ситуација со пандемија од COVID-21, за која што сметаме дека побрзо ќе заврши. Кога правиме ретроспектива помеѓу двата патроната, ние како училиште, чувствувајќи го патронатот, гледаме каде сме, што направихме и во услови на пандемија и онлайн настава гледаме да се конектираме секаде онаму каде што одговараме според условите и според нашите компетенции. Нашите ученици покрај редовната настава учествуваат на бројни надпревари државни, општински и регионални. Учествуваме на меѓународни проекти, а во изминатата година успеавме да ги досредиме учениците, да донабавиме ИКТ најсовремена опрема и да реконструираме дворни површини, осветлување, спортски терени. Посакувам пандемијата што пократко да трае и учениците да ни се вратат реално со физичко присуство на наставата. Благодарници за соработката им беа доделени и на представниците на компаниите Амфенол и Антура, кои им излегоа во пресрет на наставниот кадар и на учениците од ово училиште за изведување пракса и обука на учениците. Професорот Драги Акимов, кој близу 40 години работи во ово училиште, подари на училиштето уметничка слика со ликот на Гоце Делчев, дело кое сам го изработил, по повод заминувањето во пензија.
Тој истакна дека му е чест и задоволство што скоро половина век ги помина со работа со учениците во ово училиште и ја имал честа да работи со изворедни колеги и во училиште од кое излегле солидни ученици кои сега се доктори, инженери, професори, директори и успешни луѓе. По повод патроните празници на училиштата Лјупчо Сантов и Раде Кратовче, делегација од општината и училиштата, како и од политичките партии и Сојузот на борци, положија цвеќе на бистите во паркот на Револуцијата и одадоа почит на правоборците од Народно-ослободителната војна. Општинската организација на Црвен крст Кочани дистрибуираше 140 пакети храна и хигиена за ранливото население од Кочанско. Меѓу другото, спроведува и други активности за помош на семејствата кои се најпогодени од здравствената криза со COVID-19. Мобилни тимови на Општинската организација на Црвен крст Кочани во текот на минатата недела извршија дистрибуција на 70 пакети храна и 70 хигиенски пакети, донација од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина. Пакетите беа наменети за 70 ранливи граѓани од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, како помош во справување со последиците од коронавирусот. Општинската организација на Црвен крст Кочани досега има реализирано повеќе вакви активности со цел помош на ранливото население, посебно во справувањето со COVID-19 кризата. Освен дистрибуција на пакети со храна и средства за хигиена, се одржаа и други активности, меѓу кои едукативни онлайн предавања на тема промоција на хигиена и заштита од COVID-19 за вработени во детски градинки. Во рамки на проектот Активности на Црвен крст на Република Македонија за справување со COVID-19, подржан од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина, преку онлайн платформата Zoom се одржаа две едукативни предавања на тема промоција на хигиена и заштита од COVID-19. Едукативните предавања беа спроведени од страна на доктор Јованка Алексова, наменети за вработените во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани и градинките во Чешиново Облешево и Зрновци. Сесиите имаа за цел подигање и промоција на хигиената и правилна хигиенска заштита за време на пандемијата со COVID-19 во воспитно-образовните институции. Во рамки на проектот, во текот на месец март, едукативно предавање беше спроведено и за учениците и вработените во Основното училиште Свети Кирил и Методиј во Кочани. Инаку од Општинската организација на Црвениот крст Кочани ги покануваат сите граѓани над 18 години да земат учество на крводителската акција што се одржува секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани. Овој месец на ден 25 март, четврток, со почеток од 8:30 до 14 часот. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.